Заспаната убавица. Еднаш, многу одамна, во едно далечно кралство си живееа еден крал и кралица. Тие имаа прекрасен дворец и многу скапоценности. Иако беа во брак долги години, кралот и кралицата се уште немаа деца и затоа беа многу тажни. Еден ден, кралицата се шеташе покрај реката во градината. Од ненадеж таа здогледа мала рибка која веројатно скокнала од водата и паднала на брегот како се обидува да стигне до водата. Кралицата се сожали, ја крена рибката и ја врати во реката. Пред да отплива, рибката ѝ рече: "Знам што посакувате и желбата ќе ви се оствари. Наскоро ќе добиете ќерка." Тоа што го прераскажа рибката се оствари. Кралицата доби ќерка. Кралот беше пресреќен и организираше голема веселба. Тој ги покани сите пријатели и кралеви, како и сите благородници и дворјани. И како што беше обичај, кралицата ги покани самовилите за да ја даруваат принцезата. Имаше 8 самовили во кралството, но кралот и кралицата имаа само 7 златни чинии со кои што требаше да ги послужат самовилите. А затоа една од нив остана непоканата. На крајот од веселбата, самовилите ја даруваа принцезата. Првата самовила и посака на принцезата да биде најубава на сиот свет, а втората самовила и подари интелигенција, а третата ја даруваше со грациозност. Четвртата и посака на принцезата совршено да танцува, а петата прекрасно да пее, додека шестата и посака безпрекорно да свири на сите музички инструменти. Но тогаш, за миг се појави 8-та самовила. Таа беше многу лута што не ја поканија на веселбата. Во знак на одмазда извика: "Сега ќе го кажам мојот подарок за принцезата. Кога ќе наполни 16 години, принцезата ќе го буцне прстот на вретеното и веднаш ќе умре." Кралот и кралицата беа преплашени, но 7-та самовила истапи и рече: "Јас се уште не ја дарував принцезата. Оваа злобна желба ќе мора да се исполни, но јас можам да ја ублажам. Принцезата нема да умре кога ќе се боцне на вретеното, туку само ќе заспие. Дури по 100 години ќе ја разбуди еден смел принц." Кралот, со цел да ја спаси својата ќерка, издаде наредба: "Сите вретена веднаш да се уништат и да се забранат во целото кралство." Како што растеше принцезата, дарувањата на 6 самовили се исполнија. Принцезата беше убава и мудра и сите што ја познаваа ја сакаа. Еден ден, кога принцезата наполни 16 години, кралот и кралицата заминаа во посета на друго кралство, а принцезата остана во дворецот. Таа се шеташе низ дворецот, влегувајќи во секоја просторија и во секоја кула. На крајот влезе во една мала просторија на врвот од кулата, каде што сретна една добра бабичка како преде на своето вретење. "Драга бабичке, што правиш тука?" праша принцезата. Таа никогаш претходно не беше видела вретено, затоа што сите вретена беа уништени. "Предам лен, драго дете," одговори бабичката. "Колку убаво се врти тркалото," воскликна принцезата. "Може ли и јас да пробам?" Но тогаш принцезата се боцна на вретеното и падна во длабок сон. Бабичката повика помош и неколку дворјани веднаш дојдоа. Тие ја тресаа принцезата, истурија ладна вода врз лицето, пробуваа на секаков начин да ја разбудат, но таа се уште спиеше. Кралот и кралицата побрзаа назад во дворецот кај својата ќерка. Тие се сетија на пророштвото на 8-та самовила и наредија принцезата да биде однесена во најубавата просторија во дворецот, за да ја легнат на постела извезана со златен и сребрен конец.
воопшто немаа надеж дека ќе ја видат принцезата повторно будна и кралот нареди да ја остават мирно да спие. Добрата седма самовила, која и го спаси животот на принцезата, се наоѓаше далеко во друга земја, но кога слушна што се случило, веднаш се упати кон дворецот со огнена кочија влечена од змејови. Кралот ја пречека и помогна да се симне од кочијата. Самовилата свати дека ако принцезата спие 100 години, ќе се разбуди како сирак и ќе биде осамена и обкружена со непознати. Добрата самовила ги допре сите во дворецот со своето волшебно стапче. Кралот и кралицата, министрите, дворјаните, деверушите и идниот младоженец, бискупот и свештениците, гувернантите и професорите, стражарите и слугите, благородниците и гласниците, послужувачите и готвачите, дури и коњите во шталата, кучињата во дворот и малото кученце кој беше милениче на принцезата. Сите што ги допре самовилата со волшебното стапче, заспаа со цел да се разбудат кога ќе се разбуди принцезата. Раженот во кујната престана да се врти, а часовниците престанаа да работат и целиот дворец спиеше. Потоа, самовилата создаде голема шума од густи дрвја, грмушки и трења околу дворецот, така што само врвовите од кулите можеа да се видат и никој не можеше да се доближи. Дворецот беше тивок и недопрен со години и на крајот сите заборавија дека тој воопшто постоел и кој живеел во него. Кога поминаа 100 години, еден принц беше во лов во близина на дворецот. Тој ја забележа густата шума и праша: "Каква е оваа шума и овие кули што се гледаат среде шумата?" Никој не знаеше да му одговори. Некои рекоа дека тоа се стари обседнати со духови. Други рекоа дека тука живее страшен џин, а трети дека тоа е дом на група лоши вештерки. На крајот, еден стар дрвосечач му каже на принцот за приказната што има слушнато од својот дедо. "Ваше величество," рече дрвосечачот, "мојот дедо велеше дека во шумата има еден магепсан дворец. Во него спие една прекрасна принцеза која чека да ја разбуди принц." Кога ја слушна приказната, принцот беше решен да го истражи дворецот. Тој се пробиваше низ дрвјата и грмушките од густата шума. На неговото изненадување, грмушките лесно се раздвојуваа и принцот можеше да се пробие, но кога неговите сопатници пробаа да се пробијат, дрвјата повторно се составуваа и им го блокираа патот. Конечно принцот се најде пред портите на големиот дворец. Тој влезе низ големата предна порта и се најде во големата градина. Го обзеде страв. Насекаде имаше тела на мажи и коњи. Кога ги погледна одблизу, виде дека лицата им се розови, а градите им се спуштаат и креваат. Свати дека тие всушност спијат. Одејќи понатаму, принцот дојде до мермерниот плочник, каде ги најде стражарите како спијат. Во главната одаја ги најде кралот и кралицата заспани на тронот. Министрите спиеа на своите бироа со пенкало врака, а лиштата кои ги носеа им беа свежи како дента кога ги облекле и никаде немаше прав или пајажина. Како што шеташе низ дворецот, принцот најде заспани лордови и дами, шивачките спиеа врз приборот за шиење, готвачките врз нивните тенџириња, а чистачките подпрени на своите метли. Принцот дојде до главните скали и кога се качи горе, најде уште одеи полни со заспани дворјани. На крајот влезе во најголемата и најубавата одаја
издогледа кревет со постела извезена со злато и сребро. На постелата лежеше најубавата девојка што никогаш ја видел. Лицето ѝ беше свежо и розово, не баре заспала пред малку. Треперејќи, принцот приде до креветот и клекна покрај принцезата. Тој гледаше во незиното прекрасно лице, а потоа ја крена раката и ја доближи до своите усни за да ја бакне. Во тој момент лошата магија исчезна. Принцезата ги отвори очите и му се насмевна на принцот. Долго време те чекав, мој принцу, рече таа. Принцот беше магепсан од низините зборови и се заколна дека ќе ја сака повеќе од се на светот. Тие долго време разговараа, а принцот не и кажа на принцезата дека фустанот е старомоден затоа што поминале 100 години. Во меѓувреме, сите во дворецот се разбудија. Принцот и принцезата се симнаа по главните скали и принцезата повторно беше заедно со своите родители. Веднаш се организираше веселба, бидејќи сите беа многу гладни. Големата шума околу дворецот исчезна во моментот кога се разбуди принцезата. Целото кралство ја славеше свадбата на принцот и принцезата. Добрата Самовила ги благослови и тие живееа